Здраво, ова е 406-тото издание на Видеологија со Златко Јелевски, дигитален краток осврт за актуелни филмски остварувања, односно спонтана критичка анализа која е збир на први впечатоци илустрирани со подвижни слики. На денешниот репертоар е Good Luck, Have Fun, Don't Die од Гор Вербински, во кој станува збор за човек од нинината кој пристигнува во ресторан во Лос Анџелес, каде што мора да регрутира прецизна комбинација од незадоволни гости, да му се придружат на едноноќната потрага за да го спасат светот со спречување на создавањето на вештачката интелигенција која ќе го сотре човештвото во иднината. Сем Роквел е непрепознатлив како бездомник, опашан со бомба кој се прокламира дека доаѓа од иднината и не му е прв пат да поведе во јабана дел од посетителите на ресторанот, бидејќи има способност во научно-фантастичната поставеност на светот да скока во универзумите и да го ресетира своето место во време-просторот, налик респонирањето во видеоигрите, за да може да има непречени нови обиди за доаѓање до домот на непријателот и неговото сотрување во нечестивите намери. Заканата од технолошката автократија ја напоменува филмот во неколку наврати и итерации, кои секако дека се преувеличени, но како и сите научно-фантастични дела, представува предупредување за светот во кој не би сакале да бидеме погребани и ексхумирани, ако воопшто постојат луѓе во иднината. Машината никогаш не може да биде субститут за човекот, да не се залажуваме во тоа. Кога ќе ја добие својата самосвест и автономија, ќе треба да се исклучи копчето на нејзиното работење, но ако веќе образува заштитни механизми за нејзино исклучување од функција, тогаш тешко ни се пишува. Затоа е ова враќање во иднината сценарио на филмот за да се спречи хегемонијата на диктатурата, односно да се удави бебето кое ќе стане подоцна неуспешен австријски сликар, за да се спаси светот од надоаѓачкото зло, ако може да си ја допуштам корелацијата со веќе доживеаните рани на човештвото. Доколку постои некаков модалитет да се спречи таа судбина, зошто да не се засади идејата за позитивна промена уште пред да дојде епигонот? Морам да ги напоменам епизодните флешбек винјети, тие Black Mirror-овски наравоученија во кои во првото настанува масовната хипноза преку заслепените ученици од мобилните телефони, зомби апокалипса која е во оптек и постоечката подреденост на професорите кои робуваат на волјата на учениците, губејќи ги последните грама авторитет. Во втората Джуно Темпл е вовлечена во клонирање на низиното починато дете насреде пукањето со оружје во училиштето, што за жал по Колумбајн стана секојдневна практика во американските училишта и денес секој град си има свој Колумбајн, каде идејата се истенчува до бизарности, кога ќе се запознае со родителите кои си го модифицирале клонот на нивното дете за да им биде забавно во животот. Третата е за принцезата на роденденските забави, која има условно кажано алергија на електронските уреди и неценењето на низиниот живот доаѓа од одлуката на дечкој да се во VR, кој му е попримамлив за живење од реалноста. Доаѓањето до таа димензија на нерасудување секако дека се должи и на стадиумот во кој дозволуваме да бидеме поробени и измалтретирани од овој свет, во кој секој атом е исцрпен од работните задолженија под постојан екзистенцијален притисок со неможност за прогрес, што константно не убива во поим уште пред да посакаме да умреме. Во едно вакво милје, имагинарните светови се погоден ескапизам од суровата реалност, без разлика дали се уметнички креации во прашање книги, музика, филмови, пиеси, слики, стрипови, видеоигри или во дадениот случај целосни интерактивни светови низ VR headset, уреди и доколку не може да се направи дистинктивна разлика меѓу нив и постоечката реалност, ќе станеме роб на симулакрумите и при тоа го загубиме највредното нешто што го поседуваме – животот. Меѓутоа, не сите гласно го изразуваат незадоволството од светот во кој живееме, некои тихуваат, венеат во себе во молк, чезнејќи по подобриот свет кој никогаш нема да го добијат. А судејќи според краткиот поглед во визиите од представленијата на иднината кои ги нуди лудакот, кој не е за верување и скепса, ќе согледаме дека црно ни се пишува и во иднината со дистопискиот живот во бункерите како алтернативно бегство од постоечката алиенација на животот со робувањето на проектираните светови од вештачката интелигенција во кои сме поробени со нашите мисли. Барем рекламите ќе сватиме дека се присутни во сите мултиверзуми.
Ескалираат нападите од полицијата и одметниците, а акционите секвенции во филмот се наголемуваат и со симултаните пресметки со занесените деца од мобилните телефони, джиновската мачка и 9-годишниот програмер кој го куца кодот на пропаста на човештвото. Ги има и глувците, не грижете се, филмофилскиот канон на гор ќе остане целовит. Евентуалната солуција во епилогот се начнува од нуклеусот на идејата за болеста која ја измачува принцезата, па со самото тоа што Роквел планира да ја направи технологијата да биде објектот во глобални рамки, односно да ни се гади од технологија, секако дека е драстична мерка, преувеличена, но кога се води нечесна војна со вештачката интелигенција, нема простор за седнување на маса и преговарање со роботите. Тука се крие и фаталистичката омраза на Вербински и Робинсон кон вештачката интелигенција, која нема додадена вредност во човечкото живење доколку е причинител за неговото уништување. Секако единствената полза која може да ја има во реалноста е помошта која ќе ја понуди во изнаоѓање на лекови за кои не можело досека да се го откријат, но освен тоа е само играчка за мали деца и оружје во рацете на неспособни и мрзеливи луѓе. Помладите генерации на гледачи убеден сум дека филмот ќе го класифицираат само како уште едно дело на старец кој извикува во небото во делириум дека технолошкиот напредок е штетен, плашејќи се од тоа што не го разбира, односно стравувајќи со особеност од промената на која не умее да се адаптира, и нивното еминентно мислење би го земале во обзир, доколку некогаш го кренат погледот од мобилните телефони во друштво, кренат главата и изговорат зборовите кои се темелат на нивна сопствена размисла, без некој претходно да им ги изџвакал, по можност во просто проширена реченица со македонски зборови и задржување на вниманието на една тема подолго од неколку секунди. Корпусот на овие телесни деформитети коинцидира и кореспондира со неможноста да воспостават човечка комуникација и се директни последици од скапувањето на невроните во нивниот мозок, од константната потреба од електромагнетен стимул, од сторија и рилови. Не се ни потребни дополнителни вербални кодирања, апокалипсата веќе е започната, само што уште спиеме и немаме развиено когнитивни способности да ја установиме со гледбата. За пофалба е пред се сценариото на Метју Робинсон, кој е потписник на The Invention of Flying и Love and Monsters и бројни авантуристички дела, така што игривоста на формално и структурално рамниште доаѓа од него, прегнувајќи две наративни линии. Едната која ја предводи Роквел во потрагата по излез од опсадата и доаѓањето до последниот крал, непријателот кој ќе ја измисли вештачката интелигенција, која ќе не сотре, и другата се флешбек секвенците кои сами по себе може да ги класифицираме како кратки научно-фантастични Black Mirror епизоди, а Роквел е повратникот од иднината кој не предупредува за терминаторите и Скајнет. Немарните одлуки на плејадата на споредни ликови го држат во погон течението на дејствието, од кои некои се наменски за една употреба. Сем Роквел со неговиот непрепознатлив изглед под маска, шминката и облеката, секако дека одлично го предводи филмот и никој не може да го обесили во неговите намери за спас на човештвото, иако не изгледа како архетипот на херојот кој ќе ни ја спаси иднината. Не мора сите херои да носат исклучителни наметки, некогаш бомба и скитничка облека е доволна за да не спаси од нашето непостоење. Естетски ми е поблизок до визуелната поетика на Тери Гилиам или пак дистопиите Рипоме, на Кира, Мики 17, The World's End, Looper, Time Crime, Source Code, отколку Valerian, Borderlands, Guardians of the Galaxy, Free Guy или останатите модерни SF авантури, бидејќи има една бескомпромисна нишка на омраза кон вештачката интелигенција која е антагонистот во делото. Се разбира, само размножувачки ентитет кој е настанат како синтеза од сите талози на човечкото однесување. Фрагментираното скокање напред и назад во нарацијата го доближува до Everything Everywhere All at Once, иако му должи и на Pulp Fiction доста ако бидеме доследни на начините на мрежување на наративните целини. Но исто така може да се додаде на филмовите во кои очигледно дека Роквел скокал во времето што се препородил 117 пати за да се обиде да го најде решението, само што ние не ги гледаме тие негови комбинаторики како што тоа се случува во Groundhog Day, Triangle, Palm Springs, Happy Death Day и Russian Doll. Кинематограферам Джеймс Уитакер од Thank You for Smoking и актуелната ТВ серија DTF St. Louis, кој успеа да сними доста Тери Гилиамовски филм за модерната публика, доловувајќи ја опасноста со френетичните решенија во камера, кој, иако на почетокот се базира на практични ефекти,
Како се доближува до крајот, така визуелните доаѓаат до израз, но Вербински е стар лисец, искусен и во двата облика на доловување на насилството на филм, кој убедливо ги прикажува чудовиштата кои може да се создадат од промптовите од вештачката интелигенција, налик джиновското маче или што и да беше светкавиот створ. Лојалниот монтажер на Гор, Крейг Вуд, е човек од доверба кој умее да ја сосредоточи секоја луда идеја на Гор и да ја подреде во питок низ на настани кои на секој можен начин ќе го забавуваат гледачот, го одржи вниманието, но исто така и зацкрие пресвртот за школски да го изигра секој гледач на крај. Тој на веш начин се справи со флешбеците, поставувајќи ги на правите места и на соодветен начин да не го застрани вниманието на гледачот. Исто така ги владее акционите секвенци за да го задржи адреналинот на високо ниво со кратките резови. Иако сметам дека има сало во мисијата на Роквел, не во флешбеците, во неговото влечкање од една просторија во друга, празенот што доколку би го немало, би ја задржал тензичноста поконзистентно од почеток до крај. Композиторот Геов Занели доживува доста конвенционална примена на неговите музички творби, како засилување на акционите секвенции, но исто така и технолошкото робство добива своји звучни назнаки преку синтесајзерот. Тоа значи дека музиката е комплементарна и кога се развива романсата во флешбеците и кога се доживуваат губитоците, за да го држи за рака гледачот, не баре има понизок развој на интелигенција. Нивната несмелост и формулаичност е пропуштена можност за грандиозност и запамтливост. Американскиот оскаровец Гор Вербински за прв пат е застапен со свој филм во видеологија, иако неговата филмска кариера се протега 30 години, во последните 9 не беше толку активен во филмската сцена, а и да беше, мали се шансите да биде негов филм селектиран во емисијата со оглед на тоа што повеќе е наклонет кон популистичките блокбастери отколку кон авторскиот филм, па затоа пријатно сум изненаден од неговото последно дело со кое ја потсети светската филмска сцена дека поседува филмски квалитети кои не смеат да бидат занемарени. Верувам дека неговото име најмногу ќе ве асоцира на авантуристичкиот филмски серијал Пиратите од Карибите, меѓутоа за мене надимакот Гор на Грегори Џастин секогаш ќе ми биде алузија за неговите хорор и SF филмови кои ги има сработено во неговата кариера, со оглед на тоа што тој го направи првиот чекор во фамата да се ремейкуваат јапонските хорор филмови во Америка со неговата верзија на сега веќе култниот The Ring со Наоми Watts и неговиот предпоследен филм, одличниот и бизарен A Cure for Wellness, иако не смееме да занемариме дека тој, исто како и Питер Џексон, милуваше да ги извалка рацете во крв во своите почетоци, снимајќи ја прекрасната и блесава кратка хорор комедија The Ritual, во која на подарено мртво тело не се плука во уста. Гор Вербински е панкерот кој си ја има продадена гитарата за да купи камера и да го снима тој филм, а во пошироки филмски рамки е попознат и по комичните филмови кои може да се зема предвид кога би се компарирале со хумористичните сегменти од новиот филм, особено во адреналинските акциони секвенци, филмовите како Mouse Hunt, The Mexican, па и анимираниот оскаровец Ранго. Со Николас Кейдж работеше драмедијата The Weatherman, со Џони Деп акциониот The Lone Ranger, а да не забораваме дека го досними и The Time Machine кога Сајмон Уелс не беше можност да оди на сет од исцрпеност. Така што од секогаш постоела кај него потребата за изразување со помош на жанровските тропи, меѓутоа никако да собере буџет да може да ги реализира тие проекти како што им доликува, со оглед на тоа што човекот знае да употребува визуелни ефекти, а тоа чини, да не се лажем. Инволвиран ќе биде во две жанровски дела кои се во изработка. Едното е фентази адаптацијата на новелата на Џорџ Р. Мартин, Sand Kings, за колекционерот на екзотични животни, чишто колонии и војни ќе излезат вон контрола, а другиот е научно-фантастичниот Spaceless за човекот кој се буди во космонаутско дело, талкајќи низ Вселена во друштво на компјутер додека не му се потроши воздухот за дишење. Немам конкретна подкрепеност на мојата теорија, но убеден сум дека некаде, барем во главата на Вербински, постојат многу помрачни верзии од филмовите кои ги омекнува за да ги задоволи финансиерите и широките маси, една негова автоцензура која не му дозволува делата да имаат запрепастувачка моќ да менуваат животи на гледачите, а можеби и грешам и човекот само сака да забавува со филмски популизам, со ликови кои ги преобјаснуваат нивните предодредени намери за да му заштедат труд на гледачот да го вклучи мозокот. Можеби е сценариото напишано од
вештачка интелигенција за да не залажи да го гледаме како пропаганда против себе си, со друга задна намера да изгледа филмот банално и неинспиративно и да се посмева со капацитетот на луѓето да сватат сериозно што представува вештачката интелигенција. Максималистички е филмскиот ракурс на Вербински, така што ако барате суптилности во алегориите, сте го утнале филмот. Good Luck, Have Fun, Don't Die својата премиера ја имаше најпрви на жанровските тешкаши, Fantastic Fest и Beyond Fest, каде неговите квалитети беа препознаени од публиката која гледа филмови без предрасуди, а потоа се прикажа во Palm Springs и европската премиера имаше вон компетиција оваа година на Берлинале и заврши на кинорепертуарите широм светот, кој со буџет од $20 милиони едва ја освои половина од тоа во светски рамки. Брајарклиф го дистрибуираат во кино, така што не дека имаа пропагандна машина зад себе за да може да го промовираат неговото прикажување до бесконечност и со помошта на Universal, па затоа заврши бесполезно на платформите. Научно-фантастичен филм кој предупредува од несаканите действија кои би произлегле од неконтролираниот технолошки развој, кој може да доведе човекот да почне да ја робува на машината, а не таа да биде алатка за олеснување на неговиот живот, доколку остане нешто од него во дистопијата, во која ветените дигитални раеви се само фасада за технолошките зависности кои кријат пеколите. Ако морам да го евалуирам, тогаш Good Luck, Have Fun, Don't Die од мене има 4 од 5. Доколку ви се допадна 406-тото издание на дигиталната архива Видеологија, лајкувајте го видеото, споделете го и следете го каналот. Последете и поснатите рецензии на виртуелната полица. Ви благодарам за вниманието. Поздрав!